Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести. Председателот на државата Стево Пендаровски денеска се обрати до нацијата во врска со недобивањето датум за преговори за влез во Европската унија. Сега е најважно ние самите уште еднаш да ги потврдиме нашите позиции во однос на евроатлантските интеграции кои немаат оддржлива алтернатива. Членството во НАТО ќе се случи наскоро, а членството во Европската унија, знаеме одамна, нема да биде задача само на една влада, на еден парламент или еден председател. Убеден сум дека ако го сакаме доброто на сопствената земја, единствениот исправен пристап, имајќи ги во предвид новите околности, е да бидеме уште порешителни во трансформацијата на нашето општество. Ние не треба да бидеме само формални членки на Унијата, туку реално да го усвоиме системот на вредности и да ги примениме во секојдневниот живот на граѓаните. Убеден сум дека токму сега е време да покажеме единство околу нашата стратешка ориентација, без разлика на легитимните политички разлики по многу прашања. Сакам да информирам македонската јавност дека од сите поканети добив позитивен одговор и таа средба е веќе закажана за внедела на 20 октомври. Насилството и злоупотребата на марихуана се доста присутни меѓу младите на гостиварското подрачје. Полицијата, представници од училиштата и општина Гостивар денес дискутираа како да се спречат ваквите негативни појави кои може да донесат сериозни последици за учениците. Насилството меѓу учениците, злоупотребите на дрога и малолетничката деликвенција беа темите на кои се дискутираше на денешниот состанок во Гостивар меѓу полицијата, училиштата и општината. Ваквите негативни појави се присутни особено кај средношколците, а институциите се сложија дека е неопходно заедничко дејствување и поголема едукација на децата за последиците, за да се спречуваат несаканите случаи. Овие се најпрезентни сега во моментов. Претежно имаме проблеми во средните училишта, иако се тие презентни полицијата секој голем одмор, но гледаме пак дека не оди како што треба. Вчера сме имали една тепачка во медицинското училиште, па да видиме денеска што ќе одлучуваме заедно, како ќе превземеме работите понатаму, како ќе одат. Вие како општина што барате од училиштата и од полицијата? Ние бараме тоа најбитно што е да има ред, да има мир, да се развива образованието така како што и личи. И од полицијата го бараме тој ред да го држи така како што треба. Годинава полицијата на Гостиварското подрачје има регистрирано 2 случаи во кои малолетни лица извршиле кривично дело продажба на дрога. Младите најчесто посегнуваат по марихуана, а особено загрижува фактот што ја користат и деца на 13-14 годишна возраст. Кога станува збор за злоупотребата на наркотична дрога кај младите, предничи злоупотребата на марихуаната. И тоа е еден вака особен проблем кој што и ние како служба го регистрираме и особено кај младата популација, средношколската, а исто така сме имале случаи на злоупотреба на наркотична дрога, марихуана и кај деца, значи некаде период 7-8 оделение, значи 12, 13, 14 години од таа возраст. Психолозите од гостиварските училишта нагласија дека децата не се доволно информирани за сериозноста на последиците од злоупотреби на дроги и инволвирање во малолетнички криминал. Надлежните заклучија дека е неопходно да се организираат што повеќе работилници и предавања за едукација на учениците на тие теми. Со остар предмет повреден 17-годишник во училишен двор во Гостивар. Приведени повеќе лица поради физички напади, поседување оружје и марихуана. Полицијата бележи и случај на повреден работник во Гостивар. 17 годишен ученик во средно училиште во Гостивар бил нападнат со остар предмет од малолетник од истото училиште, кој претходно физички се пресметувал со други ученици во училишниот двор. Случајот вчера во СВР Тетово го пријавил неговиот татко од Гостиварска Симница.
Полицискиот билтен бележи и приведување на повеќе лица по разни основи. 51 од гостиварско Сенокосе вчера во СВР Тетово пријавил дека тој и неговата жена во нивната куќа физички биле нападнати од 3 лица од истото село. Напаѓачите биле приведени. Ноќеска околу 1 часот и 40 минути полицијата лишила од слобода 2 лица, 27 од гостиварско Сенокосе и негов врсник од Мостар, Босна и Херцеговина, кој не цел час предходно физички ги нападнале 79 од Неготино Полошко, неговата сестра и внукот. Во домот на 32 жител на Тетовско Копанце пак, при претрес извршен со судска наредба, биле пронајдени една автоматска пушка, една рамка со 19 куршуми, калибар 7,62 мм, еден пиштол Берета со една рамка, 162 куршуми калибар 7,62 мм и еден куршум калибар 7,65 мм. Тој е задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување на случајот и со соодветен поднесок ќе биде изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово. Вчера во гостиварското село Форино од слобода се лишени 4 лица од Гостивар и од Гостиварско, затоа што при нивен и при преглед на возилото во кое се наоѓале, пронајдена им е марихуана. Од полицијата информираат и за повреден работник. При пат од објект во изградба каде изведувал градежни работи, со тешки телесни повреди се здобил 43 од Гостиварски Градец. Тој е пренесен во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за окажување лекарска помош. Осмооделенците од неколку основни училишта во Тетово денес одржаа обука за програмирање и кодирање. Обуките се во организација на Еконатура од Тетово. По повод Европската недела на програмирањето, во основното училиште Истигбал во Тетово се реализираше еднодневна обука за децата од 8 оделение. Презедовме активности за овде има еден настан кодира за планетава. Преку 3D принтери како може од рециклиран материјал да произведуваме за индустријава и за зачување на природава. Обукава ја одржуваат представниците од компанијава Бридж Интернешнл од Штуловиот универзитет. Задоволство века децава да видат дека не треба да бараме да идеме во Европа, можеме да работиме преку кодирање и од овде за Европа. Ова привилегија за овие ученици, од 35.000 ученици од цела Европа во оваа недела учествуваат во овој напред. Ова е напреварвачки карактер има. Една државно, па после вториот круг на европско ниво. Вакви обуки добија и 8 оделенците од основните училишта Братство Миѓени и Кирил и Методи од Тетово. Археолошкиот локалитет Кале во гостиварското село Равен за прв пат во историјата се истражува сондажно со длабински сонди. Проектот ќе трае 1 месец и се очекува да ги открие сите тајни и непознати факти за Калето. Деновиве започнаа работите за археолошко истражување на локалитетот Кале кај гостиварското село Равен. Калето се наоѓа на околу 1 километар западно од селото на надморска висина од 790 метри. Ископувањата ќе се одвиваат во период од 1 месец и се очекува да одгатнат многу тајни и непознати факти за локалитетот, што понатаму ќе водат кон негова заштита. Ние правиме еден историски исчекор всушност тука во Гостиварско и ги спроведуваме првите археолошки истражувања, сондажни археолошки истражувања кои што ќе имаат цел за еден вид на заштита на археолошки локалитети, како што ни беше проектот во Јоновица. Истите постапки ги повторуваме и во Равен на локалитетот Калаја, кој што, ете за наша среќа, во 1953 година бил регистриран како споменик на култура, но таа регистрација и тој документ е донесен без елаборација, без одредување на вредностите на самиот локалитет. Нашата цел е всушност да направиме еден детален пресек на локалитетот и да му ги дадеме тие историски и културни вредности и со тоа една ревалоризација со која што
детално и сеопфатно ќе го ставиме локалитетот под заштита. Проектот е на Конзерваторскиот центар од Гостивар, а во реализацијата учествуваат стручни екипи од Археолошкиот музеј, од Националниот конзерваторски центар, како и истражувачи од катедрата по археологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Носител на овој проект е професор доктор Сања Велковска-Ивановска, професорот Виктор Лилчич Адамсен, археолог стручен консултант, нашите вработени во институцијата, како и Бујамин Джемаили, археолог кустос од Археолошки музеј на Република Северна Македонија и археологот Сали Ислами од Лојане, Кумановско. Тимот археолози вели дека овој проект е прв чекор во заштита на калето, но долгорочно ќе се работи, локалитетот не само да биде истражен, туку да се промовира како атрактивно туристичко место. Од Гостиварскиот конзерваторски центар нагласија дека за проектот добиваат поддршка и имаат соработка со местното население и со полицијата. Општинската организација на СДСМ Тетово денес одржа пресконференција. СДСМ продолжува советената програма и реформите за подобрување на животниот стандард за еднакви можности на сите граѓани. За тоа говорат пакет мерките од социјалните реформи кои се реализираат изминатиот период, со што потврдуваме дека владата предводена од СДСМ е на правиот пат. Минималната плата е зголемена на досега максимални 14.500 денари. Во време на претходната власт минималната плата беше навистина минимална, со износ од незабележителни 8.000 денари. Во време на претходната власт, социјалната помош изнесуваше понижувачки 3.029 денари. Со пакет мерките, владата предводена од СДСМ, за 3 години ја зголеми социјалната помош за 300%, односно таа денес изнесува 10.600 денари. За прв пат во историјата на оваа земја, владата воведе мерка со која се обезбедуваат социјалната сигурност на ранливи групи граѓани во трето доба, кои поради низа околности не успеале да ги стекнат условите од 15 години работен стаж за да остварат право на пензија. Владата на СДСМ исправа една огромна историска неправда. Ако досега законот за стечајци опфаќа 12.000 граѓани, од 16 октомври оваа година се обештетуваат уште 1600 нови лица на кои им престанал работниот однос по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок од 1. јануари далечната 1993 година па се до 30 јуни оваа година во предпријатијата од државна сопственост или по нивна приватизација. Ја користам оваа прилика да ги информирам граѓаните дека ЈУМЦСР Тетово ви стои на располагање за добивање на информации за сите права и услуги што центарот ги нуди и ги покрива. И движењето БЕСА денес одржа пресконференција. Негативниот одговор за добивање датум за почеток на преговорите со ЕУ уште еднаш го потврдува неуспехот на ова влада. Иако ова влада дојде со многу ветувања, таа не остварува скоро ништо и ја испраќа земјата многу чекори назад. Движењето БЕСА неодамна предупредуваше дека не е доволно сторено за ние да добиеме датум за почеток на преговорите. Од денес, земјата е во длабока криза, а надминувањето на ова криза се решава со колективна оставка на ова влада и земјата што е можно поскоро да оди на предвремени парламентарни избори. БЕСА, иако опозицијска партија, постојано ги повикуваше институциите на ЕУ при нивната одлука за земјата да се движи понатаму кон ЕУ, да ја земат предвид евроатлантската ориентација на граѓаните на Северна Македонија без оглед на нивната етничка припадност. Но се чини дека уште еднаш неуспесите на владата беа далеку поголеми од подготвеноста на некои европски земји да не примат во ЕУ. Летечката театарска трупа на 24 октомври премиерно ќе изведе камерната представа "Животот е прекрасен" на Роберто Бенини во Центарот за култура во Тетово. Репризи на истата ќе има следниот ден. Уникатна изведба на трогателното дело на Бенини. Безгласна представа за силата на човековата волја против ужасите на Холокаустот.
Единствена можност за доживување на театарот од перспектива на актерот. Животот е прекрасен. Летачката театарска трупа премиерно ќе ја изведе на 24 октомври, со почеток во 20 часот, во Центарот за култура Илјоантески смок во Тетово. Не се работи за класична представа и не се работи за комедија, како што е навикната нашата тетовска публика како што очекува да погледне. Тоа е етида, еден малку поинаков жарн, чинам никогаш прикажуван кај нас. Ќе се игра на сцена, публиката и самата публика е на сцена и ја гледа представата непосредно пред актерите. Се игра представата на 1 метар до публиката. И тоа е навистина едно поинакво доживување и токму заради тоа што луѓето велат ајде нешто ново, нешто поинакво, ова е сосема нешто поинакво како што мислам дека навистина тетовската публика го нема погледнато, барем не на нашава сцена. Го работат млади актери, режисер е Елена Билбиловска, тоа ќе биде нејзино деби и мислам дека со сигурност публиката ќе види нешто што ќе ја изненади и што длабоко ќе ја допре. Репризно камерната представа "Животот е прекрасен" на летачката театарска трупа ќе биде прикажана на 25 октомври во 2 термина, од 18 и од 20 часот. Викендов продолжуваат надпреварите од првата македонска фудбалска лига. Фудбалерите на Ренова, максимално подготвени, го очекуваат гостувањето во Кратово против екипата на Силекс. Фудбалерите и стручниот штаб на Ренова максимално ја искористија паузата за репрезентативните настапи да се подготват за продолжението од првенството. Шефот на стручниот штаб Бујар Исљами заедно со асистентите работеа на освежување на играчкиот кадар од напорите со оглед на тоа дека клубот располага со помал фонд на играчи од потребниот. Тоа се должи на големите промени во играчкиот кадар кои се случија во ФК Ренова пред почетокот на сезоната. Да кажеме право, ние максимално го користивме ова пауза. Значи прво да го регенерираме екипата од тоа, значи периодот што бил многу згуснат период со многу надпревари. Сега значи работевме овие 2 недели максимално, го користевме ова да ги отстраниме некои недостатоци, некои грешки што не се појавија на некои надпревари. Мислам дека максимални спремни го чекаме овој надпревар, иако ќе биде тешко гостување, се знае. Сега многу важни бодови се и за Силекс и за нас. Значи ние утекот на целата сезона играме добар фудбал, значи играме добар фудбал, значи многу посетна топка, ни фали од сите надпревари, ни фали реализацијата, каде што можам слободно да кажам ствариме многу идеални шанси, значи или зицери кои не може да ги користиме. И пак од тоа до сега сум задоволен, али за надпревара со Силек знам дека ќе биде тешко, али ние максимални идемо за позитивен резултат таму, значи не идемо таму само со бело знаме, важно ние и таму да освоиме бодови таму у надпреварата у Кратово, иако имаме значи неколку повредени играчи. Ренова се знае ова сезона, значи имаше претрпи големи проблеми у играчкиот кадар, каде што имаме мал број, значи фондот на играчи не ни е толку голем и сега нормално е овој период да се појавуваат ситни повреди од многуте надпревари, значи може да кажем дека истите играчи го држаа товарот у 90 или од 100% на надпреварите и сега кај нив малку се појавува умор, се појавуваат некои лесни повреди, па ќе видиме, имаме неколку повредени играчи што ги имаме у екипата. Ќе пробаме значи да ги санираме овие денови ако можеме, ако не значи ќе пробаме пак тие играчи да ги замениме со адекватни замени. Важно е дека идемо таму да играме фудбал, да играме отворено фудбал, да пробаме значи да освоиме бодови. Целта ни е да освоиме бодови, ако имаме тренмат, значи уште едно гостување освен ова со Силекс, па после има и куп надпревари, затоа мора тајмингот да темпираме, значи и формата и тренинзите и на пример играчите како ќе ги оптеретиме, како ќе ги дозираме на надпревари, кои играчи
ќе одмараме некој надпревар, мора треба да правиме некоја ротација, зашто имаме мал број на играчи, али периодот е многу згуснат. Значи не очекуваат многу надпревари и тешки надпревари. Екипата на Ренова утре во Кратово ќе го одигра надпреварот од 10-тото коло на првата македонска фудбалска лига против Силекс. Надпреварот на градскиот стадион во Кратово започнува во 14 часот и 30 минути. Времето денес беше сунчево и топло со слаб ветер од јужен правец. Температурите се движеа од 11 до 26 степени. Времето утре ќе биде сунчево и топло со мала облачност и со слаб ветер од југоисточен правец. Температурите ќе се движат од 11 до 27 степени. Тоа беше последната информација во денешните регионални вести. Пријатно!